Подемот на електричните модели отвори нов маневарски простор за докажување во кого Opel добро се снаоѓа, но не плука во стариот бунар. По представувањето на атрактивната мока која се појави само во електрична верзија за жешката есен, најавени се изведбите со традиционален погон. Нив ги представуваат два бензински и еден дизел агрегат потпомогнати со турбо. Бензинците се трицилиндерски со моќност од 100 и 136 коњи. Посилниот може да се нарача со 8 степена автоматика. Двата мотори се економични со просечна потрошувачка од 4 до 5,9 литри и ги задоволуваат еколошките норми пропишани со Евро 6 од четвртото дополнување. Истите квалитети го красат 1,5 литрениот дизел од 110 коњи, кои ја гасат својата жест со символични 3,4 до 4,4 литри на 100 километри. Технолошки близнак со францускиот братучет Peugeot 2008. За мока може да кажеме дека покрај атрактивниот дизајн кој го надградува портфолиото на марката, има простор на внатрешност во која може да се сместат и 5 патници со багаж за кого е одреден простор од 350 литри. Ова е за почит доколку се земе во предвид дека каросеријата е долга 4,15 метри, што е за 12,5 сантиметри пократко од претходниот модел. Opel не е само рационален, туку е и емотивен бренд. Тоа го покажува со високата технологија посветена на безбедноста на патниците, но и нивната забава. Возачот сега може да ужива во потполно дигиталниот кокпит Opel Vizor и Opel Pure Panel. Двата дисплеи се обединети. Првиот е пред возачот со големина од 12 инчи на кого се исцртуваат инструментите и основните функции, што овозможува интуитивна употреба. Вториот е на врвот на централната конзола на кого се контролираат функциите на инфозабавниот систем. На ова се додаваат бројните безбедносни системи кои ја олеснуваат работата на возачот. Тука мора да се наведат опционалните Matrix Intel Lux LED светла со 14 честички кои возењето ноќе го претвораат во забавно и опуштено искуство. Новата мока на нашиот пазар треба да пристигне во првиот квартал на следната година.